Добро утро. Денеска се вклучуваме од Црвениот крст на Македонија. Можеби знаете, можеби не, 8 мај е меѓународен ден на Црвениот крст, меѓутоа тоа нема да биде единствена причина за нашата денешна посета тука. Ќе зборуваме за една нова работа во Скопје и навистина убава да се сподели со нашите гледачи. Веќе во тек и функционира една новина, тоа е транспорт за стари лица, исто така и транспорт на лица кои што име потешко движењето низ градот. Ќе зборуваме на оваа тема со Александра Боева, координатор на проектот Посебен транспорт за стари лица. Добро утро, Александра, и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро. Како што споменав, ова е новина во Скопје и навистина ќе им се улесни животот и движењето на лицата кои што има тешко да стигнат до одредена цел, дали е тоа да лекар или да завршат некоја административна работа. За почеток може ли да ни кажете како ќе функционира ова, дали треба претходно да се пријават или тоа ќе биде како да викаат такси, како ќе изгледа? Да, значи станува збор за една нова услуга, посебен транспорт, како што кажавте, за стари лица и лица со попречености. Станува збор за транспорт кој што се закажува минимум 24 часа пред да биде нели саканата дестинација, пред да биде закажан саканиот термин. Тоа значи дека не функционира баш како такси транспорт, бидејќи станува збор за една специфична услуга, посебен транспорт, кој што може да биде без придружба или со придружба на лице во зависност од состојбата на корисникот кој што го бара транспортот, што значи дека е малку покомплексно во смисла на тоа дека ако станува збор за лице кое што е во инвалидска количка, во рамки на самиот транспорт потребно е да се земе лицето од домот, да се премести од помагалото во возилото, сето тоа одзима време, важно е да тоа навистина добро се испланира. Во моментот располагаме со две посебно опремени наменски возила. Едното возило е за лица кои што имаат потешкоти во движењето, но сепак можат да бидат во седачка положба, а другото возило е за лица кои што мора да се пренесуваат исклучиво во лежачка положба. Од таа причина и транспортот е навистина многу важно да се закажува барем еден ден однапред. Капацитетот колку ќе ви дозволи, на колку луѓе да им излезете во пресред во текот на денот? Вака, ние веќе почнавме со тестирање на оваа услуга и во рамките на тој тест период од 1 месец нашите проценки покажаа дека можеме од прилика да обслужиме 8 до 10 лица со капацитетот на возилата која што го имаме. Се тоа зависи од типот на транспортот. Никогаш се случува еден транспорт до болница да одземе во два правци да одземе со периодот на чекање до 2 часа. Така што се зависи од типот на транспорт. Така, Александра би ве прашала дали е ова бесплатен транспорт за оваа категорија на граѓани или пак се доплаќа нешто? Вака, значи станува збор за услуга која што е субвенционирана, односно граѓаните плаќаат одреден процент, а Црвениот крст субвенционира одреден процент од сумата, односно 30% од сумата ја субвенционира Црвениот крст, доколку станува збор за стари лица и лица со попречености. До 15 мај имаме промотивен период каде што секој оној кој што ќе го користи транспортот до 15 мај транспортот ќе биде бесплатен. Нормално по принципот прв дојден, прв услужен, во смисла на тоа дека располагаме со две возила, тоа не значи дека доколку во текот на денот имаме побарувачка за 20-30 транспорти, сите ќе може да ги обслужиме. Иако сме свесни дека навистина побарувачката е голема. Тоа сакав да прашам, каков е досега интересот? Ја знаат ли веќе граѓаните оваа услуга? Искрено да, со тоа што за прв пат ја промовиравме меѓу пошироката популација пред само 2 дена, навистина интересот е голем, постојано има јавувања, некои се веднаш да се закаже транспорт, доколку лицата имаат закажано мој термин, точно знаат дека кога треба да го имаат следниот транспорт, некои само да се информираат за услугата. Дури имавме јавувања за лица кои што едноставно навистина беа воодушевени од идејата и во некој период од животот им било потребно ова, меѓутоа не можеле да го добијат како услуга, едноставно се јавија да кажат дека е навистина нешто кое што е потребно во градот.
би се надоврзала на оваа тема со една друга слична тема која што на некој начин и самиот проект се надоврзува еден со друг. Тоа е проектот Итно копче. Така, да. За што станува збор, повторно е наменето за оваа посебна категорија на граѓани, односно постари лица и лица со посебни потреби. Така, значи станува збор всушност за интегрирани услуги кои што се надополнуваат една со друга, во смисла на тоа дека Итното копче представува повторно услуга намената за стари лица, лица со попречиности, меѓутоа станува збор за услуга која што е во итни ситуации, во смисла на тоа дека оние кои што се корисници на услугата во својот дом имаат инсталирано посебен уред кој што е поврзан со алка, со копче која што треба да ја носат на себе постојано и доколку почувствуваат влошување на нивната здравствена состојба, нешто се случи во домот, дали има пад во домот, дали едноставно не се чувствуваат добро, го притискаат копчето и тоа алармира во нашиот контакт центар кој што работи 24 часа. Стапуваат во контакт со обучени лица кои што прават проценка што е тоа што се случува, дали на вистина е состојбата итна, дали едноставно станува збор за можеби некаков паничен напад или нешто кое што не представува итност и понатаму согласно проценката одлучуваме дали комуницираме со итната медицинска помош доколку е животозагрозувачка состојба, дали праќаме наши животоспасувачи, дали едноставно некогаш и проблемот може да се реши по телефон. Така, би ве прашала само за крај кои се оние лица кои што ја имаат оваа алка и како да станат дел од вашата грижа? Вака, значи си уште трае процесот во кој што постојат слободни места, може лицата да се вклучат, може да искомуницираат во Црвениот крст во нашиот контакт центар. После 15 мај отворена линија ќе биде бројот 15 330. Секој некој што сака да ја користи услугата може да изрази интерес, понатаму наша работа е да ја утврдиме критериумите кои што дали ги исполнува лицето критериумите во оваа фаза за да биде дел од пилотирањето на услугата. Навистина станува збор за убава услуга, еве ако можам јас да забележам. Се надевам дека ќе има што можно помалку луѓе на кои што ќе им требаат вашите услуги. Се надевам дека ќе има многу здрави луѓе околу нас, меѓутоа на оние кои што ќе им требате, верувам дека ќе им се најдете секогаш кога ќе има таква потреба. Александра, ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам и вам.